Поздрав и до вас токму од барберскиот салон Алиф Евзи во населба Аеродром, каде што сме овде со цел да најавиме уште едни хумани активности токму кои што се спроведуваат од Алиф Евзи. Станува збор за донации за празникот Бајрам кој што следува, но воедно исто така и платен одмор за сите оние кои што не може да си дозволат, односно ќе се одреди со тек на време за колку семејства ќе отидат, односно оние семејства кои што не можат да си дозволат. Утро заедно со нас е Алиф Евзи, каде што ќе ни каже повеќе детали околу самите донации. Да му посакаме добро утро. Добро утро, добро дојдовте. Чест ми е што сте тука во утрински часови. Благодарам. Значи, како што објавивте дека за Курбан Бајрам се собираат донации за ранива категорија без обзир на вера, нација. Сакам да ги секој верски празник, сакам да ги израдувам семејствата заедно со хуманите луѓе. Пред се нормално сам не можам тоа да го направам и никој не може сам да го направи пред се. И се чувствувам горд и чест ми е да го објавам дека до сега скоро обезбедивме 60 пакети кај што ќе има доста храна и хигиенски средства, тоа што без хигиенските работи во летни периоди не бива. Од 25 мај до сега. Да, значи од 25 мај до сега, да речеме, се надевам дека треба да бидат 100. Така ми е концептот до 100 пакети, ама ако се појават истоци, приватници, фирми или газди или директори, нека понудат, затоа што секој хуманост е добро додена за некои верски празници. Да не оставиме софрата или постелата да биде празна. До кога може да се донираат средства за празникот? Дали до крај на овој месец? Значи до 30 нека донесат, 31 е сабота, можеме да ги почнеме да ги даваме, тоа што на први недела нормално се работи. Нека дојдат, нека почнат, нека донираат тие што им треба, стварно нека се пријават кај госпоѓа Елена Нилова, да она ја има на списокот. Евиденцията што ја не можам и со работи со тоа да сам да ги направам, она ги има на список. Нека се пријават кај госпоѓа Елена Нилова, она ќе ги прореди тие 60 пакети што може да ги направиме, да што сакам да кажам дека да понудат помош, секој помош што ќе дојде добродојдено е за секој самоинство. Сите оние кои што сакаат да донираат треба да дојдат во вашиот салон и да остават пакети до крајот на овој месец, односно има уште неколку дена. Што се може да донесат како донација? Значи пред се нека донесат храна кај што не е расипливо, да донесат тоа што имаме семејства што за жал немаат услови да ги испечат, да ги загреат, некои семејства немаат ни струја, што ја ги знам семејства што живеат на некои места, да ни кажеме каде. И знаеме самите и затоа повеќе нека донесат саламче, паштети, пример некои што нешто растепуваат. И најбитно ми е да донесат и памперси за деца, хигиенски средства. Еве ќе видовте и самите, веќе собравме неколку алишта за ранива категорија за Бајрам, да ги израдуваме и православните и муслиманските семејства. Тоа ми е концептот. Значи може и облака и храна, се што е потребно за тие семејства. Сакам да напоменеме нешто и за сите оние донации кои што се уште не се собираат, но ќе започнете да ги собирате за оние семејства кои што не може да одат на одмор, односно не може да си дозволат. Кога ќе започнете со собирање на тие донации? Значи за храната сега, благодарение до екологисти карго ги собираме преку други градови, тука во Скопје ги стигаат, во Дукјанан, после од тука ги праќаме до други градови кои ќе се селектира со волонтерите и тогаш почнуваме веќе да завршиме од први до пети ќе се донираат храната, нормално е шести не се работи Курбан Бајрам и задушница на православните семејства. Тоа што сакам да кажам дека да помогнеме заедно овие два дена што ќе бидат празници, да израдуваме повеќе семејства, тоа е најбитно за секој човек. А за одмор, веќе пета година поред со Господ напред, понудија овие фирми да помогнат за ранлива категорија да идат на одмор. Сега се предвидува во Бугарија, Албанија, може и нашето во тоа место Охрид, зашто да не. Ама ќе видиме до 10 се одлучува. Веќе има обезбедено од луѓе финансиски средства до 10 до 15 дечиња. Тоа е убав број, што ќе едат и 5 возрастни со нив, татко, мајка, било кој што е. И нема да оставиме, тоа што во тие 10 до 15 дечиња се деца со аутизам и со синдром. 10 до 15 дечиња. Сите оние кои што ќе сакаат да донираат за тие да одат на одмор, дали треба директно во агенцијата која што ќе ги носи да платат или може и да остават кај вас? Значи ќе биде
дефинитивно официјално со сите правни услуги, ќе бидат директно на сметка на агенцијава што ќе понуди добра понуда, таму ќе лекнат сметката, таму ќе лекнат парите, доколку имаат некој да не може од таму дојде, ќе му се даде сметка лично на него, ќе си ги пушти на таа сметка. Оние кои што донираат често знаат каде да ве најдат и да дознаат повеќе детали околу тие донации исто така. Пред самиот крај ќе прашаме колку вие сте задоволни од овие активности сега во однос на собраните средства и како се чувствувате кога на крајот од денот ќе помогнете на истите луѓе кои што немаат ете основни средства за функционирање во самото секојдневие. Значи народот, па ќе кажам и неколку емисии кажа, кога ќе се обедини не гледа ни вера нација, ни кое што е, ни партиски, ни верски. Благодарен веќе 6-та година сум со хуманото што го работам од време на ковид и народот доста помага, доста е сложен, доста помага на ранливата и ќе ги запозна, нема да ги знае кое што е, помагаат. Тоа мене ми доаѓа голем радост зашто е како еден занаече, како еден бербер, ги вклопувам народот, ги спојувам да се обединуваат, да изредуваат. Значи, тука позади мене не стои ни една партија, ни една верска институција, никој не стои, само освен народот и пријателите што ме знаат. Ви благодарам што ме прашав за тоа. Благодарам многу и на вас и навистина ми е драго што имавме можност да им пренесеме на гледачите за овие ваши хумани активности. Ви благодарам што дојдовте, терате си вака како што терате, значи се надувам дека убавите зборови, убавите програми што ги имате по Телма ќе биде секогаш заедно. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека со внимание слушавте и дека и вие ќе придонесете за сите овие хумани активности кои што ги спроведува берберот Али Февзи. Слободно можете да дојдете и да донирате без разлика дали станува збор за храна, облека или пак средства за хигиена. Можете да оставите токму овде во неговиот салон кој што се наоѓа во аеродром со цел да помогнете на сите оние семејства кои што не можат да си дозволат такви продукти за празникот Бајрам, но исто така и за празникот Задушница.